Изгледа дека она што владата го подразбира под јавна расправа е консензуален разговор на министрите и премиерот пред камери. И покрај сите такви квази јавни дебати, свесно прекршување на законите, како и целосното игнорирање на студентскиот пленум, како и на самите универзитети, ние не се откажуваме. Драги граѓани, студенти, професори, родители, средношколци и пензионери, да не дозволиме овој монолог на владата да продолжи. Студенти, да си го освоиме образованието назад. Ова е моментот кога треба да искажеме револт не само против лошите реформи, туку и затоа што сопствената држава безсрамно не игнорира, дрско ни се подсмева и невешто не заокружува. Да докажеме дека гласот на студентите не познава политички и национални бариери, да докажеме дека на студентите колку посилно не притискаат, толку посилни стануваме. Затоа утре сите на протест, помасовно и покреативно, затоа што заедно сме посилни. И уште еден апел по повод утрешниот протест, да помине истот како и минатите два марша, на кој првиот пат бевме 3000, вториот пат 10.000, да помине без национални и верски обележи. Благодарам. Како ќе се движите, каде ќе бидете собрани, како ќе биде движењето? Договорот за утрешниот протест е да се собереме директно пред владата на Република Македонија во 2 часа. Значи да нема маршови, затоа што и реално пократко беше времето за организирање на оваа демонстрација на незадоволство и затоа директно ќе одиме пред владата на Република Македонија. Вчера група професори побара, односно се подпиша и официјално побара написмено да бидат на расправата која што ќе биде на матичната комисија од собрание, вклучувајќи ве спомена и вас. Значи дел од професорите и ваши представници, имате ли сознание дали добивте одговор? Се уште немаме добиен одговор дали е прифатено таквото барање и на професорите и на студентскиот пленум, иако е прифатено со задоволство студентскиот пленум ќе испрати своји представници во комисијата на собранието.